Dami i gospoda, građani i građanki, selani i selanki, braća i sestri, dobro večer. Ova je тоа. Ова е моментот што го чекавте. Новата дневна доза на рапорт со Јофе, или подобро да се изразам, последната дневна доза на рапорт со Јофе за оваа недела, а Бога ми за вечни векови. Амин. Не дека ме бркаат од работа или нешто слично. Ништо такво. Едноставна е работата. Утре е крај на светот. Да, знам, ќе речете, како бе утре, баш утре имав закажано. Веројатно сте слушнале за предвидувањето на еден верски водач во Њујорк кој според Библијата пресметнал дека баш утре ќе биде крајот на светот. И да не помислите дека работава не е сериозна и дека не треба да паничите, уште веднаш ќе ви кажам дека не се работи за било кој човек. Се работи за Харолд Кампинг, 89 годишен христијански проповедник од Америка, и што е најважно, се работи за човек кој има искуство во овој бизнис. Односно за човек кој не е аматер, ова не го прави за прв пат. Господинот Кампинг веќе еднаш претходно го има предвидено крајот на светот. Уште во септември 1994-та. И како што сите ние добро знаеме, тогаш не се случи крајот. Сега, немојте така. Направил грешка во пресметките човекот. Ама сега пресметал точно и сега дефинитивно е крај. Да, почитувани гледачи, утре не пропуштајте о крајот на светот, ексклузивно на А1. Добро, можеби не е на А1, ама секако ќе биде крај. Исто како во 94-та. Нема врска, бе, нека биде крај, еве, јас го пуштам, давам дозвола на светот да го снема. Ама зошто мора баш утре? Зарем не може тој крајот да почека уште 5-16 дена? Сега кога може да чека толку многу години, за 15 дена ли е проблемот? Не ми е за друго, бе, ама еве, ако утре на вистина биде крајот на светот, нема никогаш да дознаеме кој ќе победи на изборите. Грујо ли ќе биде, Рада ли ќе биде, Љубе, Љупчо, Јово, кој ли ќе биде? Ако утре го снема светов, нема никогаш да дознаеме. Затоа крају, ќе те замолам, биди малку фин и почекај барем уште 2 недели. Да дојде 5 јуни, да си гласаме, да видиме кој ќе победи, па после на 6 слободно дојди. Немој да не оставаш во ваква неизвестност, бидејќи многу добро знаеш дека неизвестноста убива. Добро, сега и крајот на светот може да те убие, ама не, најсериозно. Јас навистина не можам да сватам зошто, например, никој во своите изборни програми не споменуваат дека, што знам, ние ќе го спречиме крајот на светот. Ако го дадете свој глас за нас, ќе добиете пенкалце, маичка, кафе, локум и бонус, ќе продолжите да живеете во овој свет. А? Кој не би гласал за вас со вака скроено ветување? Ама треба да ти текне. Не, треба јас да оставам оваа телевизија и да заминам во политика. Ама кога? Па утре е крај на светот. И што вич? Ајде, чао. Среќен крај на светот.